Со повикот за комерцијализација на иновациите, дел од планот за економски раст се запознае струмичките бизнисмени. Представници на Фондот за иновации и технолошки развој ги представија условите под кои може да аплицираат микро, малите и средни предпријатија, а за прв пат годинава и приватните здравствени установи кои сакаат да воведат нов иновативен производ, услуга или технолошки процес. Вкупниот буџет на повикот е 5 милиони евра, од кои 3 милиони евра обезбедува владата на Република Северна Македонија, додека пак 2 милиони евра обезбедува Светската банка. Светската банка овој пат не станува и официјален партнер во реализација на планот за економски раст. А максимален буџет за апликант е 325.000 евра кои ги доделува Фондот за иновации. При што треба да се внимава, секој апликант има свое собствено учество, односно 30% обезбедуваат апликантот доколку станува збор за микро и мало предпријатија, а доколку станува збор за средно предпријатие, тогаш нивното учество треба да биде 40%. Илиевска посочи дека тимови на фондот ќе работат со апликантите кои ќе добијат помош за реализација на проектните активности. Истовремено, компаниите чии проекти се веќе одобрени подлежат на квартална контрола за трошењето на парите. Фондот има развиено силен и стабилен мониторинг на проектите кои се добиваат преку фондот. Тоа значи дека на секој 3 месеци, односно има квартално следење на проектите. По завршување на секој квартал корисникот треба да достави извештај во форма на финансиски, но и описен извештај. Во финансискиот извештај се доставуваат сите докази за плаќањето кои се направени со цел да утврдиме дека се средствата се искористени наменски согласно буџетот на проектот, а додека пак во описниот извештај не рапортираат за сите активности кои ги имаат спроведено. Секој извештај е предмет на одобрување, откако ќе се одобри извештајот за квартал, следува исплатата за секој нареден квартал. Значи не станува збор за исплата целосно одеднаш, туку квартално. Буџетот на проектот го прави корисникот. И секој услов за исплата за нареден квартал е извештајот од претходен квартал да биде точен, значи средствата да се искористени наменски. Од фондот велат дека има струмички компании кои досега искористиле средства, и тоа во делот на иновации во маркетинг, но и во производство. Оттаму очекуваат до крајниот рок, 15 мај, бројот на досега пристигнат 1200 апликации да порасне, па ги охрабруваат компаниите да подготват проекти со кои би можеле да аплицираат на овој прв повик за годинава за комерцијализација на иновациите.